Палестинските власти соопштија дека на секои 15 минути се убива по едно дете во Газа. Повеќе од 13.000 палестински деца се убиени во Газа од почетокот на војната меѓу Израел и Хамас во октомври, според Министерството за здравство на Газа. Најмалку 25.000 се ранети. Повеќето од 1 милион палестински деца не оделе на училиште во Газа, има мали изгледи дека наставата ќе продолжи наскоро. Повеќето училишта се трансформирани во преполни засолништа за приближно 2 милиони палестинци кои се раселени поради израелските војни напади. Бидејќи правото на живот повеќе не е загарантирано во Газа, се разбира дека дури и правото на образование не постои од многу причини. Повеќето училишта во Газа станаа засолништа за цивилите, иако беа цел на израелската армија. Половина од 2,3 милиони палестинци во Газа се помлади од 18 години. Палестинските власти велат дека стотици илјади од младите страдаат од последиците на војната и раселувањето од нивните домови. Велат дека училиштата би можеле да обезбедат рутина и нормалност. Во изминатите 5 месеци забележавме многу деца кои страдаат од емоционална вознемиреност и психолошки и социјални проблеми. Фактот што нема училиште само ги влошува работите. Алкадур вели дека дури и по завршувањето на војната ќе бидат потребни месеци пред децата да се вратат на училиште. Десеттици училишта, управувани од Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци, се уништени, а стотици наставници се убиени или ранети. Сега се формирани неколку импровизирани паралелки во јужниот град Рафа, кој е домаќин на речиси половина од раселеното население во Газа. Избегнавме од бомбашките напади и побегнавме од подурнатините. Овде секој ден доаѓа наставник да ги учи децата, да им донесе радост и да најде начин да ги развесели. Но хуманитарните групи во Газа велат дека овие денови се помалку загрижени за образованието на децата отколку за гладта. Сад велат дека Израел мора да стори повеќе за да задоволи дистрибуција на храна во Газа и најавија планови за изградба на пристаниште за испорака на храна по море.